утре 11 октомври во чест на тој празник, хуманитарни акции 2022 подај рака, секогаш се на терен и секогаш во празничните денови знаете да ги израдувате оние што најмногу им е потребно. Кому кажам добро утро на Дејан Петанчевски, наш редовен соговорник, некако и ние како утринска програма навистина се вклучуваме во хуманоста на дело, како што велиме. Утре ќе поделите бесплатни обред. Така, бити пред се добро утро до сите гледачи на македонска телевизија. Утре со почеток во 12 часот започнуваме акцијата Топол оброк за секој лице со посебни потреби, топол оброк за сите социјално загрозени семејства на ниво на Република Македонија. Каде во 12 часот каде ќе се Во 12 часот пред дворот на црквата Свети Богородица во центар, тоа спроти Ману веднаш, така да очекуваме да дојдат да земат јадење, затоа што стварно, како што напредува на ситуацијава, све повеќе и повеќе имаме гладни семејства. Значи бројот се зголемува, сакате да кажете? Бројот се зголемува. Се вклучија ли институции, предпријатија, сакаат ли да помагаат кога има вакви хуманитарни акции? Да, ги спомнуваме, меѓутоа дали ги има? Точно, се вклучи, имаше доста одзив на хумани фирми, хумани сендвичари и ресторани кои што ја поддржаа нашата иницијатива и собравме онолку оброк колку што имавме донатори. Добро, еве може и еден апел, еве до утре, нели не е никогаш доцна? Да. Сите оние што сакаат да се вклучат. Еве уште еднаш ке упатам апел до сите сендвичари, ресторани да се уклучат во оваа акција и заеднички да изградуваме некој семејство. Одлично, ве поддржувам и навистина секогаш ќе ги објавуваме и ќе ги најавуваме овие хуманитарни акции се со единствена цел и да се вклучат, меѓутоа и за да знаат сите оние можеби не знаат што се социјално загрозени семејства со посебни потреби, сите оние што имаат потреба од бесплатен топол оброк, како што кажувате. Веќе заврши летото, почна есента, можеби сакавте да додадете нешто. Вака, сега да, точно бети, заврши летото благодарение на сите хумани фирми и апартмани, собственици на апартмани. Успеавме и ова лето да изредуваме не толку број голем, околу 50, меѓутоа сигурно околу 20 и нешто отидоа на бесплатен одмор. Сега почињаме кампања за бесплатно зимување, така кажано, меѓутоа за само социјално ранливи категории, затоа што знаеме, лицата со посебни потреби неке може да бидат таму вклучени, може да се уклучат сите оние кои што, да кажам, не користат помагала колички такви работи. Добро, октомври има време за зимување, меѓутоа нека трае акцијата, можеби ќе се вклучиме еве повторно за да некако ги поттикнеме, да ги потсетиме сите оние што сакаат да бидат хумани, додат на бесплатно зимување, да ги израдуваме семејствата. Така е, бити да се трудиме све поише и поише да израдуваме повеќе семејства. Исто така сакам да напоменам дека од идниот месец, од 1.11, во склоп на самата организација ќе почне да функционира и сервис, јавен сервис за помош и кажано обезбедување на сите оние документи за лицата со посебни потреби и за оние лица кои што не се во можност сами да ги остварат. Одлична активност и ви ја поздравувам. Ќе најавиме. Ќе бидеме тука на 1 ноември, јавно ве поканувам. Јавно, еве за да знаат сите кај што навистина да побараат помош, што се изнемоштени, што не можат да ги подигнат сами, да отидат до институциите. Дејан, ти благодарам многу за директното вклучување. Навистина се вклучуваме, не застануваме тука во следна прилика, бидејќи навистина во текот на целата година работите.
нон-стоп кај работиме. Еве уште еднаш ке упатрам јавен апел до сите оние сендвичари и ресторани да се приклучат на утрешната акција. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.